Добар ден. Неажурноста, скандалозното и противправно одложување на притворите до правосилноста на решенијата за притвор и останатите преседани во работата на судовите, особено по предметите на специјалното јавно обвинителство, им овозможија на лицата Горан Груевски и Никола Бошковски, обвинети за тешки кривични дела, да избегнат соочување со правдата. Наместо да се борат против криминалот, судските органи, пред се Апелациониот суд во Скопје и Врховниот суд, се ставија во директна заштита на криминалот и криминалците. Смисленото бегство на Груевски и Бошковски е доказ за нивниот страв од соочување со правдата и ги потврдува основните сомненија за нивна вмешаност во делата за кои што се товарат. Со недостапноста на обвинетите се потврдија и основаноста и оправданоста за донесената мерка притвор. Но, истовремено, со ова се остава простор за останатите обвинети во случаите кои што ги води специјалното јавно обвинителство, за кои наместо притвор се донесени мерки на предпазливост, во секој момент да можат да избегат и да станат недостапни. Ваквото дерогирање на правниот систем и владењето на правото од страна на Сваровски судството комплетно ја урниса довербата на граѓаните во правосудството и го отвара прашањето за одговорност на повисоките судски органи. Срамното и криминално работење на Апелациониот суд во Скопје и Врховниот суд само ги потврди тврдењата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека дел од судството работи под партиска контрола и единствено е во функција за заштита на криминалците. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и во изминатиот период, така и во иднина, ќе работи на професионализација на институциите, но и на покренување на постапки за одговорност на судиите и судските органи кои работат непрофесионално, недоследно и во заштита на криминалот. Нема да дозволиме ваквото срамно и криминално поставување на судовите и под нивното постапување да останат неказнети. Благодарам, повелете се прашање. Господин Шилилов, денес Никола Бошковски во собрание истакна дека е потребно во договорот со Бугарија да се вметне македонски јазик и македонски идентитет. Како е вашиот коментар во однос на ова негово барање? Немањето на политичка идеја на ВМРО-ДПМН во изминатиот период, особено од кога се соочени со новата нивна позиција на опозиција во Република Македонија, од нивната безидејност, придонесува да ствараат приказки и да развиваат и непостоечки тези онаму каде што ги нема. Сетете се само на хистеријата околу тиранската платформа и тоа дека доколку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија направи коалициона влада, Република Македонија ќе се распадне. Исто обид за таква некаква хистерија има и за потпишувањето на договорот за добрососедски односи со Република Бугарија. Ние, ВМРО-ДПМН, доколку сака да се занимава со историја, со минато и со лаги, ќе го оставиме таму каде што е. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е должен на Република Македонија, на нејзините граѓани да обезбеди европската иднина и перспектива, сигурност и стабилност и благосостојба во нивните животи.